Полчанец Лупчо Анастасовски живее во шупа, а таванот секој момент може да му падне врз глава. Бара топол и скромен дом, но и храна за да преживее студената зима. 52 годишниот Лупчо Анастасовски од Свети Николе го допре од дното на сиромаштијата. Живее во оваа шупа изградена од кал и трска. Нема ниту вода, ниту тоалет, па со денови и не е искапен. Неговата дрвена печка е подпрена на 2 тули за да не падне, а денојеве во неа нема да стави дрва. Со социјалната помош од 1400 денари не може да си купи дрва за огрев, ниту пак да преживее. Во оваа собичка собрал се што спечалил како поранешен работник во Зиковче поле, а од неговиот таван може да се види и небото. Ке ми падне таван ова гото. Ја нема кај ја зимото секако поим. Натака не знам и дали ќе поим. Анастасовски од народната кујна добива лепи храна, која честопати ја дели со петчленото семејство на неговиот брат, кој живее во другиот дел од куќарката. Ја барам овде. Не барам пари од народот. Пари не сакам. Барам, ако има некој паметен човек, како другарот Тито, да го спомнам нега, бивша Југославија. Барам да ми се берем направи овоа да не тече. И да го малку минусирам ваа сова, да ми помалку кратко, ти е многу голема 7 на 6, совата, многу ми е ладно, немам дрва, немам пари. Куќарката во која живеат семејството Анастасовски е во собственост на државата. Во неа засега не може да се изведуваат градежни работи. Градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев вели дека знае во какви бедни услови живее ова семејство. Решението за трите семејства кои живеат покрај основното училиште во Свети Николе го гледа во изградбата на социјалните куќи од страна на државата. Градежни парцели има за изградба на овие куќи, па доколку некој донатор е заинтересиран да помогне, може да им ги изгради. Семејството Анастасовски покрај топол и скромен дом бараат и храна за да ја преживеат студената зима. Ке се реконструира штипската физикална терапија. Во најбрзо време ке започнат тендерските постапки за градежни фирми за реализација на проектот. Во втората фаза, како што е планирано, ке се осовременуваат кадите со топла вода за рехабилитација на пациентите, а ке се доуредуваат и просториите. Најдоцна за 2 месеци треба да започне реконструкцијата на останатиот дел од штипската физикална терапија. Во тек се тендерските постапки за изнаоѓање на градежни компании за реализација на проектот. Во втората фаза, како што е планирано, ќе се осовременуваат кадите со топла вода за рехабилитација на пациентите, а ќе се доуредуваат и просториите во кои вежбаат самите пациенти. Предвидени се средства во висина од околу 2 милиони денари. Во моментот се прави проценка за електричната енергија и водоводот, колку тој ќе изнесува, откако тој ќе заврши. Меѓутоа, да кажеме дека од антикорупцијска имаме насока да не распишуваме тендер се додека не се формира владата. Значи, по формирање на владата, ние веднаш ќе постапиме кон објавување јавна набавка, услуга, реконструкција на деловен простор. Покрај реконструкција на кадите за оваа година предвидено физикалната терапија да добие и нови апарати. Ке се реновираат дел од амбулантите, но засега нема најава за подобрување на условите во болничките соби. Ќе имаме тендер за набавка, посебно за физикална терапија, исто оваа година ќе биде 2017 замена на вратите. Во декември минатата година за прв пат по 50 години откако е изграден овој објект, започна реконструктивните зафати. Целосно уреден базенот, инвестиција околу 2 милиони денари, средства обезбедени од сопствениот буџет на Штипската клиничка болница. Младите роми средношколци учат како да реализираат анкети, а целта е нивна подобра инклузија во современите демократски процеси. Проектната активност е на еколошкото друштво Виножито. Продолжуваат активностите за реализација на работилници за млади роми, што еколошкото друштво Виножито заедно со Сдруженијето за правата на ромите од Штип ги реализира во рамки на проектот инклузијата на младите роми наш приоритет. Ова е втора работилница и продолжуваме со исто темпо да го реализираме
проектот Инклузија на младите роми наш приоритет. Виножито со сета своја програма продолжува за инклузијата на младите. И досега би кажала дека проектот се спроведува на задоволство на младите роми средношколци и ќе продолжиме и понатаму, дури да ја реализираме програмата од 5 работилници и понатаму целата програма предвидена во проектот. На денешната втора поред работилница тема анкетирање, пишување и реализација на анкети. Учат и вежбаат како се прави анкета и интервју, како се обработуваат податоци. До сега групата учествува активно затоа што одбираме теми кои што се всушност интерес на младите роми во градот и до сега сме задоволни од она што го прават, верувам дека ќе биде и понатаму така. Учесниците во проектната активност задоволни затоа што низ интерактивен процес можат да научат за многу алатки кои ќе им служат во животот. Целосно сум задоволен затоа што и по втор пат значи продолжува оваа работилница, односно проектот Инклузија на млади, со што значи овој пат самите ученици учат за тоа како да пишуваат анкета и интервју, при што значи тоа ќе им користи понатаму во животот за да може да стекнуваат одредени вештини и други работи. Интересни се, да. Интересни се, да. За како се пишува анкета. Интересно е, ќе имаме ние практична. Како да се прави анкета, за анкета? Да, ќе имаме можност меѓу себе да разделиме и да ја презентираме анкетата. Според проектните активности ќе се реализираат 5 работилници за инклузија на младите роми во современото живење. Проектот е поддржан од европските фондови. Штипските ловци се подготвуваат за првите организирани хајки за одстрел на волк во оваа година. Ке ги реализираат во февруари, а истиот ке се лови на терените во околината на Сушево и Чардаклија. Волкот во Штипско не е пренамножен, ниту за сега прави големи штети на сточарите. Сепак за негов одстрел на 2 локации се подготвуваат штипските ловци. Во февруари ќе реализираат хајки. Оваа година нема многу штети. Се утврдуваат само на 2 локации, зборуваме за село Сушево и село Чардаклија, каде што отприлика ќе бидат сконцентрирани и хајките кои што се планираат за месец февруари. Оваа ловна сезона во Штипско ловците обстрелале 3 волци. Квотата не е исполнета и треба да се отстрелат уште најмалку толку. Видите вака, последните неколку години отстрелувавме меѓу 10 и 20 волка секоја ловна сезона. Оваа ловна сезона отстрелани се само 3 волка. Врз основа на штетите кои се причинати, сметаме дека треба да отстреламе спрема бројната што се наоѓа на теренот уште 3 волка. За одстрел на овој штетник државата дава награда. Ловците очекуваат дека надлежните наскоро ќе дозволат и одстрел на чаколот, кој веќе се пренамножил, и дека за секој одстрелен примерок ќе следи парична награда како и за волкот. Во саботните вести издвојуваме дел од неделното интервју на Радио Слободна Европа со Зоја Бузалковска, професор и театарски режисер. Не е воопшто спорно дека политиката ги вмеша своите раце во културата. Зошто ниту една власт не успеа да постави црвена линија или граница помеѓу нив? Пред некоја година некако, не знам, по себе си имав чувство 2014 година дека работите малку се нормализираа, дека некако не знам, добија простор некои луѓе да работат што го немаа предходно, се појавија некои имиња кои што ги немаше предходно во театрите во Скопје, да речеме, добив и јас простор. Некако имав чувство дека работите станаа понормални, дека политиката ја тргна шепата од, да речеме, театарот. Сега јас можам да зборувам, нели, само и најмногу за театарот. Но ми се чини дека не било никош полошо од што денес, од што сега. Значи, во меѓувреме, конфликтот се разбира многу се заостри и ова што се случува во последните неколку месеци, овие прозивки, овие пишувања, набројувања на луѓе кои што не смеат да добијат проект, кои што не сме министерката, екс-министерката, нели, да ги награди со некакви буџетски пари,
Тоа сето стана многу страшно и мислам дека она што само може да се случи е нови реваншизми по тоа. Од тоа најмногу се плашам всушност. Дали во едни вакви услови за кои што зборувате, во едно општество во кое што системот на вредности е искривен и испревртен, има простор за слободоумните луѓе, за вредните, за храбрите луѓе? Па се тесни простори, знаете. Се повеќе и повеќе луѓе заминуваат одовде, немаат каде да работат, практично немаат каде да се изразат, се обидуваат преку некакви независни куки, некакви форми кои што се не театарски условно да се изразат, меѓутоа тоа се разбира малку, не може секогаш да се биде на маргините. На крајот на криштата може би е тоа и целта, сите оние кои што нешто значат и нешто вредат да си заминат одовде. Штипјанка се заканувала на предпоставени во Беровското училиште. Штипјанец купил па продал украдена шлип приколка. Беровската и Делчевската полиција и поднесоа кривични пријави. Нови пријави за превоз без лиценци. 51 годишна Штипјанка упатила сериозни закани по телефон на предпоставените во училиштето во Берово, каде настава посетувал нејзиниот внук. Причината за заканите била одлуката нејзиниот внук во Беровското училиште да се премести од едно во друго оделение. Беровската полиција против ДБ денеска поднесе кривична пријава за загрозување на сигурноста. И 28 годишен Штипјанец заработи кривична пријава, и тоа од Делчевската полиција, која го осомничи за 3 кривични дела: прикривање на стоки кои се предмет на криумчарење и царинска измама, поднесување доказ и прикривање. Лани во јуни пријавениот од непознато лице од Република Бугарија набавил шлип приколка за која знаел дека била пренесена преку царинска линија и е предмет на царинска контрола. Од ја набавил без документација, без сообраќајна дозвола, а може да потекнува и од кривично дело. 2 месеци потоа, според полицијата, со лажен исказ дал веќе ја имал пред почетокот на годината и ја легализирал истата кај нотар. Со заверената изјава покренал постапка во Делчевскиот суд за легализација, пошто судот одлучил дека е собственик на приколката. Со ова тој се стекнал со противправна имотна корист од 2150 евра. Во декември Штипјанецот ја продал приколката на лице од Делчево, со кој склучил купопродажен договор. Надлежните по барањето кое го поднел извршиле проверки, пошто утврдиле дека приколката во јуни лани била пријавена за украдена во Република Австрија. Со кривични пријави од Беровската полиција од денеска се и 52 годишен тетовец, 60 годишен жител на селото Думановце, општина Липково, и 28 годишен кочанец. Надлежните ги товара дека сториле кривично дело вршење превоз без поседување на лиценца. Тројцата превезувале дрвена граѓа, имале уредна документација, но ја немале потребната дозвола да вршат превоз. Каратистот Емил Павлов е најдобар спортист на град Штип за 2016 година. На оваа спортска манифестација беа избрани најдобрите и во останатите категории. Со интонирање на македонската химна во преполнетата и спортски обоена сала се одржа традиционалната манифестација избор на спортист на годината на град Штип. Церемонијал на кој се верификува моментот на вистината за сите оние спортски херои кои оствариле свој спортски зенит и со постигнатите резултати се искачиле во самиот спортски врв. Јас би сакал на сите вас да ви се заблагодарам за вашиот труд што го вложувате секојдневно, бидејќи вие како спортисти и како млади луѓе, за разлика од другите млади луѓе, не можете да живеете еден живот како секој нормален тинејџер или млад човек. Вашето преокупација и занимавање со спорт бара одрекнување од многу животни задоволства. Би ви посакал во иднина и во наредната година пред се да имате сите многу здравје, успех како на спортски, така и на личен план. Спортистите се најпосекуваните амбасадори кои афирмираат државата. Во нивно тя се пее националната химна, за нив високо се развиорува националното знаме. Штип има многу спортски клубови, 18 клубови имаме во прва лига.
Значи 18 клубови имаме во прва лига, во некои спортови и по 4 екипи во прва лига. И верувајте дека во тие масовни спортови секаде имаме екипа во прва лига. Затоа мислам дека ова година комисијата немаше лесна задача. Комисијата на вистина имаше тешка задача и верувам дека нивниот избор е направен на прав начин, затоа се вреднуваат резултатите на спортистите. Нормално во Република Македонија, во нашата поблиска околина, но и во европски и светски рамки. Во пионерска конкуренција признание добија сите оние кои со своите резултати успеале да се наметнат и да се најдат на списокот на најдобрите. Сепак, третото место го поделија Костадин Коцев и Филип Тасев. Втора на листата е Јован Спрцова, а најдобар пионер е Давид Мишев. Во конкуренција на кадети, третото место за Иван Киров, второто место за Ивана Василева, а најдобра во кадетска конкуренција е Јована Арсова. Во конкуренција на младинци, третото место го поделија Тамара Христовска и Марија Ристовска. На второ место е Филип Костадиновски, а најдобар во младинска конкуренција е Петар Костовски. Чест ми е задоволство што сум дел од оваа спортска манифестација. Ова е моја последна година во младинци. Тоа значи дека од наредната година треба повеќе труд, работа, дисциплина. Се надевам дека ќе го повторам ова и уште поголеми повеќе успеси. Да заблагодарам на сите што ме поддржуваат, што ме поддржуваат, да заблагодарам сите спортисти, спортски работници, особено најголема благодарност и моја најголема поддршка мојот татко. Награди беа доделени на успешните тренери Трајче Тасовски во екипни спортови, Сашко Арсовски во поединечни и Кирил Нацев како надежен тренер. Ова е една голема награда за мене, исто и за мојот клуб. Значи без тимот кој стои позади нас, ние како тим, значи овие успеси немаше да бидат добиени, така да исто и ова признание. Ова признание го посветувам на мојот тим кој стои позади нас. Се надевам дека оваа година ќе имаме доста добри резултати. Че тимот го оформивме. Пред нас се тешки надпревари, така да како што кажавме дека оваа година имаме европско првенство во Македонија, тоа ни е најголемиот предизвик и сите турнири кои ни предстојат до септември годинава ќе бидат еден тест за нашата подготвеност и се надевам до година дека ќе се најдеме овде пак. Најдобри судии за 2016 година се ракометниот пар Иван Јовановски, Стефан Станков, а најдобар спортски клуб е Пимпогарскиот клуб Угада Студент. За спортска афирмација на град Штип наградени се Бобан Николов, Владко Митков и Мартин Поповски. Награди како помагатели на спортот добија Универзитетот Гоце Делчев и Кит Го. Најдобри спортски екипи во училиштниот спорт се Тоша Арсов кај основните и Јана Сандански кај средните, најдобри наставници се Звонко Рунчев и Мијалче Маđаров, а најдобар спортски новинар е Драги Герасимов Пушка. Во конкуренција на сениори на третото место е Кристија Станојковски, втори е Дејан Митров, а најдобар, а воедно спортиста град Штип за 2016 година е Емил Павлов. Ова признание е награда за сето оно што минатата година јас го осторив како што ја презентирав во Македонија, така и градот Штип на големите европски светски првенства. Ме радува тоа што минатата година го продолжи континуитетот на добри настапи на големите резултати. Бев трет на европското првенство во Монпеле, тоа е мој најголем резултат минатата година. Исто така големо признание доби и Карате федерацијата на Македонија, откако ја општо светската Карате федерација, откако станавме олимписки спорт. Тоа е остварување дел од мојот сон. Се надевам дека во иднина ќе продолжат, ќе се зголемат условите во овој спорт и да се оствари она цел на сите нас, на спортот во Македонија, после подолго време Македонија да има учесник на Олимписките игри во Токио со обезбедена норма. Јас свесен сум за овој предизвик, ќе тренирам ако трепна, овие награди се една моја голема мотивација, ќе давам се од себе за Македонија да има представник на овие Олимписки игри во Токио 2020 година. Фудбалската академија Апостолов Пандев од Штип со специјална роденденска торта и во присуство на своите млади членови го обележа 5-годишниот јубилеј од формирањето. Со одржување на специјален тренинг и одигрување на ревијален надпревар започет церемонијалот за обележување на јубилејот 5 години од формирањето на Фудбалската академија Апостолов Пандев од Штип.
Една убава фудбалска приказна која успешно битисува на македонските простори, па и пошироко во нашето обкружување. Координаторот Борче Постолов на присутните млади членови и некои родители одржа кратка беседа за краткиот но содржаен историјат на академијата со желба некои од овие млади дечки да тргнат по патот на нивниот миленик Горан Пандев. Генерациите се од 98 година до 2010. На секоја генерација си има посебен тренер, каде што тренинзите ги обавуваме во населбата Баби, на стадионот Бабите. И во неделата имаме за поголемите генерации, тоа се младинци, кадети, пионери и помлади пионери, имаме по 4 тренинга и за викендот утакмица. А за помалите генерации, како што се од 2005 до 2010, таму работи тренерот Борче Постолов со помалите генерации. Тие имаат, мислам дека 3 тренинга и сабота и недела утакмица. Вие сте тренер само? Јас сум Драган Арцовски, тренер на генерација 2003-2004. 4-5 години, сега правам пета и свиѓа ми се како тренираме. Тренираме на стадионот Бабите. Не е многу добар, ама добар е за тренинзи. Тука јас научи се многу да играм фудбал. Имаме на десен бек. Имаме многу турнири играно, имаме земано 2 втори места, 1 трето. Имаме големи успеси и играм лево крило, сме одели на повеќе турнири. Имам освоено за најдобар стрелец и играч. И се дружиме, патуваме и многу други работи. Во академијата тренирам скоро 4 месеца. Се дружиме, играеме фудбал, правиме игри, бевме на турнири и добро се осеќам во академијата со најдобриот тренер Борче Постолов. Добро, ние во нашата школа активно се такмичат под капата на Фудбалската федерација на Македонија, значи 4 генерации. Тоа се помлади пионери, кадети и младинци. Потоа имаме сите деца опфатени, они деца од 2004 до 2010 играме во детските лиги во источниот регион. Значи и тие се под капата на Фудбалската федерација на Македонија. Ние во нашата школа дадовме 2 деца кои активно играат во Академија Пандив, нашата филијала, кој ние сме филијала на ни, значи активно играат. Во план сме да ја дадеме уште 3 деца. Имаме едно дете исто е во Скопје во Фудбалската федерација на Македонија во репрезентацијата, значи таму уче, стипендија зима, значи со договор со се. Турнир, ние секоја година правиме турнири, значи нашиот турнир традиционален Синалко куп, како што сме плани во ова година да го правиме. Изигравме на многу турнири меѓународни овде во земјава, имавме многу награди индивидуални и наша цел е секој ние да одеме на тие големи меѓународни турнири. И ова година сме во план, значи сега во јуни месец може да го открине тоа дека со генерација 2005 и 2006 ќе одеме во Германија на турнирот каде што ќе играме со многу јаки екипи, како што се Манчестер Сити, Бенфика, Јувентус, Рома и така натаму, и тоа е едно големо искуство за овие деца. Како одбележување на јубилејот, роденденската торта беше награда за сите млади членови за нивниот силов вложен труд во нивна лична афирмација и во афирмација на Академијата, градот Штип и воопшто за Република Македонија. Бидејќи многобројните пехари и признања сведочат за екипните и секако за поединечните успеси остварени овде и надвор од Македонија. Со спортските информации ги завршуваме саботните вести на Ирис телевизија. За повеќе посетете на iris.mk. Имајте пријатна вечер.